Poštovani gledalci, srdečen pozdrav od студиото на Медија Центар Глас на надежта од Кавадарци. Вечерва ќе бидеме повторно заедно. Ова емисија реализираме во соработка со Здравствениот клуб Моје здравје. Продолжуваме и вечерва со интересно предавање. Заедно со нас вечерва ќе биде повторно доктор по медицина и специјалист епидемиолог Веска Војчева, од соседна Бугарија. Таа ќе ни зборува на тема доброто, односно правилното решение за прекомерната тежина. За подобро да ја разбереме вечерашнава тема, ќе ни послужи, ќе ни помогне Јасминка од Скопје. На почетокот, почитувани гледачи, ќе ве замолам да ги исклучите вашите микрофони, за да не создават фонија при преносот на нашата програма. Исто така сакам да ве подсетам дека ова предавање се пренесува и на YouTube каналот на Радио Глас на надежта. Линкот веќе го имате на Zoom апликацијата и можете да го споделите со вашите пријатели кои немаат Zoom програма, но ќе можат да го следат ова предавање на YouTube каналот заедно со сите нас. Почитувани пријатели, драги гледачи, исто така сакам да ве поканам. Ако имате ваши прашања, слободно напишете ги во четот или пак на крајот од програмата, односно од предавањето, ќе можете лично да ги поставите на нашата докторка. Дали се слушаме, докторке Васка? Веска? Да, чуваме се. Јасминка, дали се слушаме и со тебе? Да, се слушаме. Добро. Бидејќи везата е воспоставена и предаваме збор на докторката да го раскаже, да го пренесе предавањето за вечер. Здравейте, радвам се, че отново сме заедно. Темата ни днес е така много важна от здравна гледна точка и защо е важно да имаме нормално тегло. Значи, добро вечер на сите. Продолжуваме денеска со предавањето. Наслов на денешното предавање е доброто решение за прекомерната тежина. И денеска доктор Веска ќе зборува точно зошто е важно да се зборува за оваа тема. Най-голямото проучване, което е правено върху влиянието на наднорменото тегло, е обхванало 50 милиона души от 200 страни и резултатите са много сериозни, а именно, че 4 милиона души всяка година загиват преждевременно в резултат на наднормено тегло. Најголемото испитување во историјата кое што е направено до сега е всушност посветено на ефектите од влијанието на прекомерната тежина врз здравјето. И при ова испитување, значи, се откриено дека високите вредности на прекомерната тежина се всушност виновни за предвременна смрт на околу 4 милиони души годишно. Да. Добре. Редица заболявания са като последица от наднорменото тегло. Ще разгледаме най-честите от тях. Първата, това е хипертонията, високото кръвно налягане. Значи има много заболувања кои што се како резултат на прекомерната тежина. Ќе ги разгледаме најчестите од нив. Првото заболување е хипертонијата. Когато страдаме от наднормено тегло, излишните мазнини упражняват натиск в бъбречната система, в резултат на което се изтласква натрий обратно в кръвното русло и това води до повишаване на кръвното налягане. Значи, кога имаме вишок на масти во организмот, тие масти, конкретно тука се спомнуваат висцералните масти, кои што се распоредени по внатрешните органи, тие физички ги притискаат нашите бубрези. Тоа пак од своја страна доведува до големениот притисок, пак практично го изфрла натриумот во крвниот систем и на тој начин се зголемува крвниот притисок. Освен това, всеки грам допълнителна мазнина изисква да се храни. И това налага да се образуват нови капиляри, които са с по-тесен лумен, и това принуждава организма, мозъка да повиши кръвното налягане, за да може да постъпи кръв в тези нови капиляри. Значи, от друга страна пак, секој еден нов грам формиран на масно ткиво,
тоест на маст, да, на масно тило, бара да биде нели изхранувано, а за да може да биде изхранувано е необходно да се формираат нови капилари, кои што капилари се со потесен отвор и поради тоа мозокот е принуден да изфрла поголемо количество на крв за да може нели за тоа масно тило да се изхранува. И на тој начин се зголемува притисокот. Когато прекалено бързо нададем тегло, тялото не успява да изгради тези капиляри, масната тъкан не се храни и се стига до хронично възпаление. Когато се вземе проба от такава тъкан, се вижда, че там има много фагоцити. Тези кръвни клетки, които показват, че има възпаление на това място. Значи, кога имаме нагло зголемување на масното ткиво, тогаш тоа ткиво не може да се формира доволно капилари за да тоа се изхранува. Поради тоа, значи се формираат доаѓа до зголемено формирање на фагоцити и доколку се земе дел од тоа ткиво, ќе се види нели дека се наталожиле тие фагоцити и тоа допринесе до зголемено воспаление. Други заболявания, по-чести при наднорменото тегло, това са онкологичните, раковите заболявания, като те са в резултат именно на това хронично възпаление, на промяната в масния профил на тялото и освен това на лептинова резистентност, която довежда до покачване на кръвната захар и това способства за появата на рака. Значи, други чести заболувања се онколошките заболувања кои што всушност настануваат како резултат на ова хронично воспаление кој што го спомнавме, кој што се јавува во масното ткиво како резултат на недоволното, нели како што кажавме, формирање на капилари. И всушност тука имаме се појавува как казахте, каква резистентност беше? Лептинова. Лептинова резистентност, в резултат на което клетките не могат да поемат инсулина и в резултат на това кръвната захар се покачва, защото не може да влезе в клетките. Значи како резултат на таа лептинова резистентност доаѓа, значи не може инсулинот да се излачува, не може да влезе в клетките. Значи не може да влегува во клетките и како резултат на тоа се појавува висок шеќер. Да. Нивото на шеќер во крвта. Точно така. Освен това, инсулина е мощен фактор за разрастване, включително и на евентуален тумор в тялото, когато е наднормено количество. Инсулинот се лачи во голема количина, тогаш тоа може да биде причина и за појава на рак, така ли, доктор Еска беше? Да, разрастване на тумора на рак. Појава на тумор, да. Когато в едно консенсусна декларация на Международната федерация за диабет се посочва, че наднорменото тегло е водещ рисков фактор при појавата на диабет тип 2. Во една консенсусна декларација на Меѓународната федерација за диабетес е посочено дека дебелината или прекомерната тежина се смета за најважниот ризик фактор за развивање на диабетес тип 2. Наднорменото тегло влияе също така и за поява на болки в гърба. Получава се дегенерация, промяна на състава на самите стави на костите, което е причина за болките в гърба. И освен това, при аутопсия е установено, че артерията, кръвоносните съдове, които хранят прешлените, се запушват от плаки, атеросклеротични плаки и храненето в тези области се нарушава. Значи, исто така, дебелината или прекомерната тежина може да биде причина за болки во грбот, кои што се појавуваат како резултат на дегенерација на зглобовите на костите и исто така и како резултат на артеросклеротични промени на крвните садови кои што ги снабдуваат прешлените на грбот
и како резултат на тоа нели се појавува токму овие болки. Точно така. Затлъстяването води много често до остеоартрит, т.е. възпаление и на ставите, и на костите. Исто така, прекомерната тежина може да биде причина за појава на ревматоиден артрит, т.е. остеоартрит. Тоа е всушност възпаление на костките и на зглобовите. Точно така. Деменцията или старческата промяна на мисловната дейност се забелязва, че при хора с наднормено тегло се среща в 33% по-често, вече в по-напреднала възраст, а когато говорим вече за затлъстяване, т.е. значително увеличаване на теглото, може да стигне дори 90% по-често. Деменцијата, тоа е заболување на мисловните процеси во старечка возраст, значи кај повозрастните пациенти, луѓе, и при деменција, значи кај луѓето кои што се со прекумерна телесна тежина, постојат околу 33% повисок ризик, кои што се нели во покасна возраст, а оние кои што се со средна возраст, кои што имаат значително зголемување на телесната тежина, постои дури 90% повисок ризик да развијат деменција. Трябва добре да се знае, че мозъка изисква много кислород, много хранителни вещества и когато кръвоносните съдове, които го хранят, се запушват от плаки, от повече мазнини, храненето на мозъка страда много сериозно. Тука треба да напоменеме дека мозокот, значи, ако може още един път, доктореска, в началото как беше? Мозъка има нужда от много кислород и от много хранителни вещества. Добре, да, помних си. Значи, мозъка има потреба от голема количина на кислород и хранливи материи и поради тоа, ако крвните садови, кои што го изхрануваат мозокот, се запнати со плаки од масни плаки, тогаш мозокот нема да може да се изхранува доволно и тоа може да биде причина нели за деменција. Да, точно така. За имунната система. Естествените клетки убийци, които имаме, белите кръвни клетки, които ни пазят както от ракови заболявания, така и от инфекциозни заболявания, се установява, че тяхната функция намалява при наднормено тегло. Когато правили изследване с доброволци, установили, че след намаляване на теглото, функцията на тези клетки се увеличила чувствително. Значи, во однос на имунолошкиот систем, природните клетки убици, или тоа се белите крвни клетки во нашиот организам, при зголемување при зголемена телесна тежина, доаѓа до намалување на бројот на овие клетки убици, но ви правени се испитувања кај некои луѓе кои што дошло до намалување на телесната тежина, се забележило дека има зголемување на белите крвни клетки, т.е. природните клетки убици, кои што представуваат првата обрамбена линија на нашиот имунолошки систем. Точно така, в проучването било включено и спортуване, така че изследователският екип не може да определи точната роля на намаляването на теглото и спортуването, но за нас би било добре, освен нормално тегло, да поддържаме и да спортуваме, защото то е полезно за целия организъм. Во текот на тоа испитување била вклучена и спортска активност и точно не може да се определи која била улогата, значи на физичката активност заедно со намалената телесна тежина, меѓутоа без разлика на тоа, сепак ние покрај нормална телесна тежина треба да практикуваме и физичка активност. За да можеме да го подобриме нашиот имунолошки систем. Точно така. Последици за черния дроб. Неалкохолния затлъстял чер дроб се среща много често, имайки предвид, че има и нещо като епидемия от наднормено тегло сред хората. Мазнините не се натрупват само корема и бедрата ни, където виждаме, но те се натрупват в голяма степен и в черния дроб.
Значи, во денешно време имаме доста, значи неалкохолниот замастен црн дроб е доста често се забележува. Доста е чест како резултат на се поголемата прекумерна тежина која се забележува кај луѓето и мастите, таложењето на мастите кои што ги имаме на стомакот или на горниот дел од телото, кои што се забележуваат, имаме не само таму таложење, туку имаме и таложење на масти во црниот дроб. Значи, установено е, че 80% от хората, които имат видими мазнини в коремната област, имат натрупване и в черния дроб. Ако наднорменото тегло е по-чувствително, стигат дори до 90%. Значи, ако дури кај повеќе од 80% од луѓето кои што имаат масни наслади на стомакот, имаат масни наслади во црниот дроб. А ако оние кои што имаат уште поголема, значи, прекумерна телесна тежина, може да се забележат, значи тој процент може да надмине и над 90 во црниот дроб. Като последиците за черния дроб могат да бъдат много сериозни, да се стигне до цироза и дори до рак на черния дроб. Така што последиците за црниот дроб може да бидат навистина многу големи и може да почнат од, значи, цироза па се до рак на црниот дроб. И последното, което ще споменем, това са увреждането на бъбреците в резултат на наднорменото тегло, на повишените метаболитни нужди. Бъбреците се принуждават да работят, да изпаднат в хиперфункция. Значи, последно ќе напоменеме како заболување е бубрежната инсуфициенција, која што, значи, самата прекумерна тежина води до, значи, ги напаѓа бубрезите, со тоа што не само самата прекумерна тежина води до нарушени метаболни процеси во самите бубрези и тоа води, нели, до разни хронични бубрежни заболувања. Няма повече болести да споменавам и смятам, че това, което казахме до сега е достатъчно мотивиращо, за да искаме да имаме нормално телесно тегло. Как да постигнем нормално тегло или ако имаме някой излишен килограм, как да го смъкнем? Значи, доволно е веќе со објаснување на заболувања. Сега, мислам дека доволно беше кажано, доволно мотивирачки за да, нели, размислуваме за намалување на прекомерната тежина. Сега ќе зборуваме за тоа како доколку имаме, нели, покачен прекумерна тежина, некое, нели, кило, како да го стигнеме. Така, сега тук виждате една така много сложна формула с много числа. По тази формула се изчислява тъй наречения базов метаболизъм, т.е. това, което ни е необходимо да сме живи. Да работи сърдечно-съдовата система, храносмилателната система, въобще всичките тези процеси, които протичат в тялото. Значи, тук гледате една много така интересна и малко сложена формула. Меѓутоа, оваа формула ни овозможува да го пресметаме базниот метаболизам. Тоа е метаболизмот кој што ни е потребен на организмот за да работи. Тоест да работи крвно, значи да работат органите за варење, понатаму да работат и другите, нели, органи во организмот. Точно така, вече в предвид на това какъв начин на живот водим, ние умножаваме по коефициентите, които са дадени. При заседнал начин на живот 1,2, при лесна физическа активност, виждате, леки физически упражнения 2-3 пъти седмично по 1,375 и така като умножим по тези коефициенти, ние преценяваме какви калории са ни необходими за деня. Како што гледате и тука, за да ги добиеме потребните калории во текот на денот, кои што ни се необходни, при нашите вообичаени активности треба да ја помножиме потрошувачката во мирување со коефициентот на физичката активност која што ни е дадена долу. Со овие коефициенти, например, 1,2, тоа ни е коефициент за седички начин на живот, 1,375 коефициент за лесна физичка активност или лесни физички вежби 2 до 3 пати седмично, 1,55 просечно товарување, умерена физичка работа,
спорт 3 до 5 пати седмично и последниот коефициент имаме 1,7 125, кога имаме високо обтоварување, физичка работа или спорт 5 до 7 пати седмично. Значи, овие вредности ги добиваме кога ќе ја помножиме потрошувачката во умирување со овие коефициенти. Няма друг начин. Просто, ако някъде сте чели или слушали за специални диети, за специални хапчета, това не помага. Истината е, че когато ние дадем на организма повече калории, отколкото са ни необходими, тялото складира излишните като телесна мазнина. Значи нема некои магични апчиња или нешто кое што, например, може да ни помогнат за намалување на телесната тежина. Најважно е во случајов дека калориите кои што, например, ги примаме, а не ги трошиме, тие се складираат во вишок на масти. Когато ние приемем по-малко калории, отколкото ни трябват, тогава тялото гори част от телесните ни мазнини, за да получи енергия. И така смъкваме от килограмите си и от телесните си мазнини. Кога внесуваме по-малку калории, тогаш телото ги гори нашите телесни маси кои што се веќе складирани и тогаш имаме намалување на телесната тежина. И намалување на складираните маси. Да, и едно от основните неща, които ще разгледаме, е как именно да постигнем такъв баланс, без някакви специални диети, без да се лишаваме, а като поддържаме правилен стил на хранене. Значи сега за тоа ќе зборуваме како да оствариме еден баланс, таков баланс, без значи да превземаме да имаме посебни диети или посебен режим на исхрана, туку како да се постигне тој баланс за да имаме нормална телесна тежина. Ще изброим няколко основни важни правила. Първо, не яжте нищо между основните хранения. Значи сега ќе кажеме неколку основни правила кои што ни се неопходни за одржување на нормалната тежина. Прво, да не ядете ништо помеѓу основните оброци. Какво става, когато ядем между основните хранения? Ако аз, например, съм се наобядвала и някой ме почерпи в 2 часа след обед с нещо и аз хапна, то тогава в стомаха се смесва почти смляната храна с новата храна. Значи аз, например, ако сум ручала, да кажеме, и сум се најадила убаво, и ако некој ме почасти после 2 часа, да речеме, тогаш во мојот организам се уште несварената храна, јас внесувам нова храна. Тогава, когато смляната храна тръгне да напуска стомаха, заедно с нея се увлича и новата храна, която още не е смляна. Во тој случај, значи, храната која што е сварена и која што ќе тргне веќе да се, значи да го напушта желудникот, тогаш таа ќе ја потегне, ќе ја извлече и храната која што не е сварена во желудникот. И в резултат на това, вместо да се усвои храната, тя започва да ферментира, да гние, не може да се усвои, клетките остават гладни и те алармират мозъка, казват какво става, ние не получаваме храна. И во тој случај, значи, наместо храната да се абсорбира, значи да се усвои, да се прифати, таа ферментира, гние и тогаш клетките остануваат гладни и поради тоа што се гладни, тие го информираат мозокот дека се гладни и што е проблемот зашто не добиваат храна. И в резултат на това човек е непрекъснато гладен и започва да се храни повече, а в същото време клетките гладуват. И тогаш, значи, човекот се чувствува гладен и почнува повеќе да се храни, а клетките се уште гладуваат. Другото, което е много важно, да дадем предимство на закуската, защото ние имаме време през целия ден да усвоим калориите, които поемаме с нея. Обяда да е малко по-лек, а вечерята най-лека. Защото вечер, особено ако след вечеря седнем на дивана, мускулите не усвояват глюкозата, която се е отделила от вечерята и натрупваме мазнини.
Исто така, друго важно правило е да дајме предност на појадокот. Тоа е, значи, она кое што ќе го примеме преку појадокот, ќе се искористи во текот на денот, затоа најмногу треба да примиме за време на појадокот, а ручекот треба да биде малку полесен, а вечерата најлесна, затоа што ако навечер се храниме појако, повеќе, тогаш и се нели си легнеме во креветот, тогаш гликозата не може да се усвои од мускулите, значи да се абсорбира мускулите и таа се претвора во масти. Така, другото важно правило е да пием достатъчно вода. Когато пием достатъчно вода, се отделя един ензим липаза, който съдейства за изгарянето на телесните мазнини. И е установено, че литър и половина вода, ако изпиваме на ден, тя ускорява нашия метаболизъм с цели 30%. Значи, друго правило е да пиеме доволно количина на вода. Инаку правени се испитувања, тоа е докажано е дека кога примаме доволно количина, значи кога примаме вода, тоа го поттикнува лачењето на липазата, која што води до која ги разградува наталожените масти и на тој начин нели доведува до намалување на телесната тежина и докажано е дека само со 1,5 литри вода во денот, ако примаме нели повеќе за 1,5 литри вода, го забрзуваме нашиот метаболизам за 30%. Нашето тяло всеки ден губи вода, като издишваме през кожата, с урината, с изпражненията. И ако ние не поемаме вода, която да запълни това, което сме загубили, тялото минава на авариен режим, то намалява метаболизма. Ако ние значи, постоянно губиме вода, и тоа, значи, нашиот организам постоянно губи вода, и тоа преку дишењето, преку потењето, преку уринирањето, преку преку различни процеси од нашиот организам, и ние доколку не примаме доволно количина на вода, тогаш нашиот организам стапува во режим на мирување, при што, значи, извинявайте, доктор Веска, може ли още един пат, когато, значи, не поемем достатъчна количина на вода, какво става с Тогава тялото влиза в режим, в авариен режим. Един вид, когато става нещо нередно в тялото. Нещо като авария. И след това забавя метаболизма. Значи тогаш организмот влегува во режим на како нешто да се случува со него и заради тоа доведува до забавување на метаболизмот, забавува тоа метаболизмот. Така. Друго правило, следващото, това е да се намали употребата на рафинирани въглехидрати, пречистени не в натуралния си вид, и мазнини. Тъй като рафинираните въглехидрати, на които са отнети фибрите, предизвикват рязко отделяне на инсулин, а това води до натрупване на масна тъкан. Значи, исто така, друго правило за одржување на нормалната тежина е намалување на употребата на рафинирани производи, тоа се или рафинирани јаглехидрати кои што не се природни и при тоа што затоа што кога намалуваме употребата на овие рафинирани производи, тогаш доаѓа до тие производи го зголемуваат лачењето на инсулинот и како резултат на тоа, значи, води до зголемена телесна тежина. Исто така треба да се намали употребата на животински масти. Най-вредни са произведенията от бяло брашно и съдържащите захар. Значи како да кажем, значи вредни, најштетни се производите от бело брашно и шекер. Така. Животинските мазнини натоварват организма с холестерол, водят до плаки в съдовите и също могат да доведат до наднормено тегло, самите мазнини в тях. Животинските масти исто така водат до зголемена количина на холестерол
во крвта, тоа пак допринесува до зголемување, тоест до артеросклеротични промени, тоест до натрупување на плаки во крвните садови, кои што своја страна пак исто така води до зголемување на телесната тежина. Следващото правило да избягваме готовите храни, особено тези, които съдържат натриев глутамат. Трябва да четем етикетите. Исто така, добре. Натриевия глутамат повишава апетита и сам по себе си води до напълняване. Значи исто така треба да ги избегнуваме готовите производи, особено оние производи кои што содржат натриум глутаминат. Затоа што натриум глутаминатот го стимулира апетитот и на тој начин доводи до зголемена телесна тежина. Гледах един опит с мишки. На едната група се дават храни с натриев глутамат, а другите без. Мишките с храна с натриев глутамат бяха заприличали на топки. Толкова така нададено тегло. Значи, доктор Веска гледала едно испитување со глувци, кои што биле поделени во две групи. На едната група им била дадена храна со натриум глутаминат, а на другата група без храна без натриум глутаминат. Но оние глувци кои што им била дадена храна со натриум глутаминат станале како топки. Значи со толку повишена телесна тежина како топки биле. Да. Алкохола. 2 чаши вино или 2 бира могат да намалят метаболизма с цели 75%. Исто така и употребата на, значи не треба да употребуваме алкохол. Еве, например, 2 чаши вино или 2 пива го успоруваат метаболизмот дури за 75%. И нещо, което сега да кажем положително да се прави, нали, да не правим нещо. Да употребяваме храни с полезни мазнини. Това е много важно. Значи, до сега кажувавме нели работи кои што не треба да ги правиме, сега кажеме кои храни треба да ги користиме. Значи, много важно е да користиме храни со корисни масти. Това са растителните мазнини, които се съдържат в семената, в ядките, особено в орехите, в лененото семе, в слънчогледовото семе. Те имат много полезни свойства не само за теглото. Освен, че ускоряват метаболизма, те потискат апетита, водят до редуциране на телесни мазнини, подобряват работата на лептина. Ние ще кажем няколко думи специално за този хормон. Той е много важен за нашия апетит. Така че трябва всеки ден да имаме в храната си тези семена и ядки. Значи храната која што е богата со растителни масти, значи од мастите кои што ви кажавме, кои што се корисни за нашиот организам, се растителните масти, кои што ги има во јадките, семињата, маслиновото масло, авокадото, најмногу се во лененото семе, оревите и така натаму. Иначе овие масти, значи не само што го забрзуваат метаболизмот, значи тие го потиснуваат апетитот, исто така го намалуваат и редуцирањето на телесните масти, но заедно со се ова тие ја подобруваат и работата на лептинот, кој што претходно го споменавме, тој е хормон што го намалува апетитот, за кој што ќе зборуваме повеќе подобро. Много е важно да са пълноценни храните, когато те съдържат всичко: белтъчини, мазнини, въглехидрати, минерали, витамини. Тогава клетките са нахранени, спокойни и няма нещо, което да възбужда апетита наднормено. Исто така, много е важно да конзумираме, тоест да се изхрануваме со полноценна храна, тоест храна која што ги содржи сите неопходни материи, како што се белковини, масти, јаглехидрати, минерали, витамини и влакна, затоа што на тој начин клетките ќе бидат нахранети, ќе бидат задоволни, ќе бидат мирни и нема да има потреба од ништо кое што треба да се внесува дополнително, кој што е повеќе од тоа што е потребно. Точно така. Да не пропускаме следващото правило, да не пропускаме храните с целулоза.
Защото целулозата подобрява перисталтиката на червата. А оттам е усвояването на храната. Значи да не забораваме да ги користиме производите кои што содржат целулоза, затоа што целулозата ја подобрува перисталтиката или движењето на цревата и тоа е. Храните с калций също са важни, защото калция помага за изгаряне на мазнините. Ензимите пък в пресните плодове и зеленчуци също подобряват метаболизма. А храните с желязо са необходими, защото предават енергия на организма, благодарение на която също имаме един добър метаболизъм. Значи, исто така, тука треба ги напомениме дека многу важни се храните кои што содржат калциум, кои што исто така делуваат на соборување на мастите, потоа исто така ензимите кои што ги има во зеленчукот и овошјето, исто така се многу важни за одржување на метаболизмот. Потоа да не ги заборавиме исто така и храната која што е богата со железо, затоа што железото значи го зголемува енергијата и на тој начин го подобрува, го зголемува, го забрзува и метаболизмот. Да. Другото, което е много така полезно, е да имаме един разтоварващ ден през седмицата. Може да не е само на вода, може да е с чай с мед и плодове, или пък само с сурови храни, но да дадем възможност на тялото да се възстанови, защото не можем да избегнем много отрови във въздуха, в готовата храна. Един такъв ден ще помогне на тялото да се изчиства от ненужното. Исто така многу важно како правило еден ден во седмицата да му дадеме одмор на организмот или да го на некој начин да го закрепнеме организмот со еден ден кој што ќе биде, не мора да биде само на вода, може да биде на овошје или чај, билен чај со мед, или пак на свежа храна, например освен овошје и зеленчук и јатки и семња, како што можете да прочитате. Многу е важно затоа што не можеме да ги избегнеме некои загадувања кои што ги имаме нели во воздухот, во готовата храна, и ваков ден многу добро ќе му дојде на нашиот организам, ќе го растовари од сето она кое што не е нели полезно за него. И следващото правило, много важно е никога да не вечеряме след 19 часа. Тогава тялото вече не е настроено да изгаря калории, то се подготвя към нощния сън и много от това, което вечеряме, ние го натрупваме като телесни мазнини. Исто така многу важно правило е никогаш да не вечераме после 19 часот, затоа што тогаш организмот не е склон кон горење на масти, туку тој се спрема за ноќниот сон и тогаш не би требало да примаме храна која што е нели да примаме воопшто храна поради се тоа. Добре е половин час преди ядене да изпием чаша топла вода, което е добре за смилателните сокове. И един трик, добър трик, 5 минути, първите 5 минути много бавно да ядем зеленчукова салата. Фибрите поемат стомашни сокове, напълват стомаха ни и ние след това се нахранваме с много по-малко храна. Исто така много добро е половина час пред ядење да пиеме на чаша топла вода, затоа што на тој начин се излачуваат нашите стомачни сокови или дигестивни сокови, кои што се неопходни за варење на храната. Има еден многу добар трик кој што може да го применуваме. Во првите 5 минути да јадеме салата, но да јадеме полека, убаво да ја џвакаме, затоа што влакната или фибрите кои што ги има во зеленчукот, значи го наполнуваат нашиот желудник со дигестивни сокови и со тоа го намалуваат нашиот апетит. Следващото правило, редовни физически упражнения да правим, който може да кляка, ако примерно час-два след хранене прави 10-15 клякания, това увеличава отделянето на адреналин и глюкагон, които много добре повлияват метаболизма. Исто така е многу важна физичката активност, треба редовно да вежбаме и тоа нели како треба да бидеме навистина активни. Сега, ако сме во можност, како што кажа доктор Веска, 10 до 15 клекнувања и тоа 1 до 2 часа после јадењето ако ги правиме, со тоа го потикнуваме лачењето на адреналинот и глюкагонот, кои што го забрзуваат нели нашиот метаболизам.
И пълноценния сън, който има влияние върху синтеза на грелин, на лептин. След малко ще кажем тяхната роля. Така че пълноценния сън също е много важен. Исто така е пълноценниот сон, значи квалитетниот сон на некој начин е многу важен, затоа што тој го овозможува синтезата на хормоните лептин и грелин, кои што исто така влијаат на апетитот. Сега да кажем няколко думи за лептина. Лептина, това е хормон, който прави така, че мозъка ни да реагира, когато сме се нахранили достатъчно и благодарение на него ние не прияждаме. Лептинот е многу важен хормон кој што прави така да мозокот го информира дека ние сме се најале, дека сме доволно најадени и на тој начин тој не заштитува од прејадување на некој начин. Когато имаме наднормено тегло, масната тъкан пречи на клетките да реагират на лептина и така се получава лептинова резистентност, т.е. хормона го има, но той не може да бъде усвоен. Значи кога имаме прекумерна тежина, масното ткиво не му дозволува на лептинот да се усвои и на тој начин на тој начин имаме лептинска резистентност, која што од своја страна значи не можат клетките да го информираат мозокот на некој начин дека се најадени. Кои са симптомите? Как да разберем, че имаме такава резистентност? Това е неконтролируемия глад, най-вече за сладко. Значи симптоми кои што покажуваат на лептинска резистентност се прво неконтролиран глад и тоа глад најмногу за благо. Повишен глад вечер дори през нощта. Човек почва да отваря хладилника през нощта. Зголемен апетит, особено глад, и тоа најчесто касно навечер, преку ноќта, кога се отвара фрижидерот, најчесто преку ноќта. Нарушение на съня, чувство на умора още от сутринта. Нарушување на сонот и чувство на замор уште од сабај, рано сабај. И трудното намаляване на телесните мазнини. И тежкото намалување на телесните маси. Кои са причините? Това е много важно, за да ги избегнем. Това са прекалените, тук става малко порочен кръг. Наднормени мазнини от една страна са причина, а от друга страна пък и следствие на тази. Но трябва с правилното хранене, за което говорим, ние да намалим телесните мазнини и тогава лептина ще започне да действа вече много по-добре. Значи, тука треба ќе ги напоменем и причините за лептинската резистентност. Една од причините е прекомерните телесни маси, кои што всушност се од една страна причина за лептинската резистентност, но од друга страна се самата лептинска резистентност води до прекомерни телесни маси, до уште повеќе, значи зголемување на телесните маси. Затоа е важно да тука да се как беше последното? С правилното хранене да намалим телесните маси. Затоа е важно со правилно хранене да ги намалиме телесните маси, кои што се причина за лептинската резистентност. Друга причина, това са захарните изделия, трябва да ги изхвърлим от менюто си. Друга причина се сладките или производите от шекери, от вещички шекери, кои што треба да ги свърлиме от нашата изхрана. Ако не можем без сладко, то трябва да пристъпим към естествените източници. Сладки плодове, защото, например, сладки плодове, форми, грозди или пък стафиди, защото те имат ензими, имат и фибри и не действат така, както захарта. Ако веќе не можеме да издржиме без сладки, тогаш треба да земеме природни шекери, кои што ги има во различни видови на овошје, за да немаме проблеми понатаму со прекомерната телесна тежина. Недостатъчната консумация на омега-3 също е причина за тази резистентност. Недоволното консумирање или недоволната употреба на омега-3 масни киселини исто така е причина за лептинска резистентност. И ние казахме омега-3 масни киселини, ленено семе, орехи, зеленолистни, трябва да наблегнем на тези неща.
и липсата на антиоксиданти. Това е когато не ядем достатъчно плодове и зеленчуци най-вече. Ядки, семена. Значи, кога станува збор за омега-3 масни киселини, веќе напоменавме каде ги има најмногу, значи треба да примаме многу маслиново масло, зеленолистните растенија и така натаму. Исто така како причина за лептинската резистентност е и недостатокот на антиоксиданти, кои што ги има најмногу во зеленчукот и во овошјето. Сега за лечението. Аз ще ги изборя, нали, те са написани, накрая можем, нали, да ги преведем. Това са елиминиране на въглехидратите, рафинираните, което вече говорихме, елиминиране на трансмазнините, това са там, където пише хидрогенизирани мазнини. Те са преработени, тялото не може с тях да ги усвоява и само ги трупаме. Намаляване на наситените мазнини до минимум, умерен прием на въглехидрати с нисък гликемичен индекс, след малко ще кажем кои са те. Увеличен прием на здравословни мазнини, казахме кои са, избягване на прияждането и фибрите, които са много важни. Те произвеждат, когато нашите добри бактерии в червата консумират фибрите, те произвеждат масни киселини с къса верига. Тези масни киселини са полезни за всички функции на тялото, включително и за поддържането на нормалното тегло. Значи, лечението на лептинската резистентност е на следниот начин. Прво, кога имаме елиминирање на рафинираните јаглехидрати, потоа елиминирање на трансмастите, тоа се всушност хидрогенизираните растителни масла кои што ги читаме, кои што можеме да ги прочитаме, кои што не се разградуваат во нашиот организам, туку само се примаат како готови и се натрупуваат во нашиот организам. Намалување на заситените масти, потоа имаме умерен внес на јаглехидрати со низогликемиски индекс. Исто така имаме зголемен внес на здрави масти и влакна. Кажавме кои се каде ги има здравите масти, но и за влакната и фибрите. Многу е важно да се напомене тука дека добрите бактерии во нашите црева, кои што се хранат со влакната, тие на некој начин го зголемуваат лачењето, тоест го помагаат как беше? Отделят се масни киселини с къса верига. Се отделуваат масни киселини со кратка верига, кои што помагаат многу процеси во нашиот организам. Значи, се корисни за многу процеси во нашиот организам, меѓу кои што е намалувањето на телесната тежина. Така. Виждате изписани още два хормона, които влияят върху апетита. Тяхната секреция от специализирани клетки в дебелото черво също се влияе от фибрите. Тук имаме още два хормона, кои што исто така се излъчуваат во специализираните две L клетки во слузницата на дебелото црево и кои што се исто така одговорни за секако и за телесната тежина. Следващия хормон, за който ще говорим, това е хормона на глада, грелина, който се отделя от стомашната стена. Значи, благоприятстващи фактори за него са в смисъл да не се отделя прекалено много грелин. Благоприятстващи фактори, това са храните богати на фибри и на протеини. Това съчетание е много добро при растителните протеини. Боб, леща, при бобовите храни, там имаме и белтачини, и фибри, така че са много добри. Значи, хормон, кој што е многу важен, е хормонот на гладот или грелин, кој што се излачува од зидот на желудникот. Иначе, многу важно за него е за да не се излачува во големи количини, со тоа да се поттикне или гладот, треба да има доволно протеини во исхраната. И тоа се протеини како кои што се во гравот, во леќата и во таква храна. Тоа. Така, физическата активност също е благоприятна. След това достатъчния сън, когато не спим достатъчно, тогава се нарушава и грелина, и лептина. Тяхното взаимоотношение на двата хормона. Баланса между двата хормона. Да, исто така важно е она кој што
действува пријатно, тоест за да се правилно да се излачува хормонот на гладот, за да не се излачува во големи количини, да биде балансирано, потребна е физичка активност и доволно спиење. Доволното спиење е неопходно исто така за излачувањето и на двата хормони, и на грелинот и на лептинот, за еден правилен баланс во излачувањето на овие два хормона и нивните взаимни односи на некој начин во организмот. Бавното хранење също е много важно, защото когато бързо приемем храната, нашия мозък не успява да реагира. И когато почувстваме вече, че сме сити, сме приели повече храна, отколкото е трябвало. Исто така, тук е важно и бавното ядење, затоа што ако бързо ние ядеме, тогаш ако значи бързо се храниме, тогаш ние бързо се извинявайте, може още един път, ако бързо се изхраняваме. Ако бързо се храним, докато мозъка отреагира, за да даде сигнали, че трябва да приключим, ние вече сме поели повече храна, отколкото не е трябвало. Значи, ако бързо ядеме, тогаш мозъкът, додека добие сигнал дека ние сме примили одредена количина на храна, ние веќе сме примили доста голема количина на храна и на тој начин веќе сме се преядели. Така, няколко думи за гликемичния индекс. Малко повече, като че ли продължихме. Уморихте ли се? Надявам се не. Ето тук са изписани кои са с нисък гликемичен индекс и кои са с най-висок. Виждате ниския гликемичен индекс, това са портокали, ябълки, леща, соя. Средния гликемичен индекс, това са овесените ядки, кафявия ориз, житото. И висок гликемичен индекс, както сами се досещате, това са захарни изделия, белите брашна и всичко произведено от тях. Така че с тях трябва да внимаваме. Но чисто така важно е, може би малко сте се изморили, меѓутоа продолжуваме, защото наистина овие работи се много важни. Например, храната, кој што гликемискиот индекс на храната, за кој што треба да го знаеме, за да знаеме како правилно и која храна да ја имаме повеќе и а која помалку. Например, храна со нисок гликемиски индекс, тоа се јаболки, портокали, цитруни, граф, лек и така натаму. Со среден гликемиски индекс, тоа се овесни зрна, кафеа, ориз, жито, грозје, банани, пченка. Со висок гликемиски индекс, тоа се гликоза, мед, сладки, бел леб, бел ориз, компирит. И со ова храна треба да внимаваме. Така, следващия слайд. Наближаваме към края, ако сте се уморили. Така, нашия организъм приема храните, когато те имат контакт с чревната лигавица, нали, за да могат да се изтеглят оттам, да се абсорбират. Когато обаче в храната имаме фибри, те намаляват този контакт и част от мазнините и калориите ние ги изхвърляме от храносмилателната система. Така че фибрите помагат да се намалят калориите, които ние приемаме. Исто така, значи, нашата храна, хранливите материи се абсорбираат преку зидот на цревата и фибрите или влакната, значи не дозволуваат одредени калории и маски да се абсорбираат. И тоа од една страна, значи, помага да одредени, значи, масти да не ги тие всушност тоа допринесува да ги елиминираме. Тоест да се доаѓа до елиминирање на калориите кои што излегуваат нели од другата страна. Значи не се абсорбираат, туку се елиминираат. Да, част от тях. Един много интересен опит ще ви кажа. Две групи доброволци. На едната група дали бял хляб, намазан с краве масло, а на другата група пълнозърнест хляб с масло и с зеленчуци към него. И след това изследвали изпражненията на двете групи, установили, че тези, които са яли пълнозърнест хляб с зеленчуците, въпреки че количеството на хляба и количеството на маслото били същите, отделили повече мазнини, което означава, че фибрите са помогнали да се понамалят мазнините, които те са освоили. Значи, еве сега ќе ви кажам еден, доктор Веска ви кажува еден опит, едно испитување на некој начин или експеримент,
значи земени се две групи на луѓе. На едните им се дало бел леб намачкан со мас и само со мас, да. А на другата група значи леб од цели зрна, на кој што било намачкана мас со зеленчуци. И кога се направени испитувања со нивните, значи со изметот на овие две групи, оние во втората група кои што јаделе леб со зеленчуци имале поголема количина на масти во изметот. Тоа значи дека фибрите или влакната помагаат во елиминирањето на поголема количина на масти преку изметот од организмот. Богата на вода храни, следващия слайд. Защо това е толкова важно? Защото стомаха не може да се разтегне до определено положение. И тогава вече като има натиск върху стената на стомаха, се задвижва рефлекс, че трябва да спрем да се храним. Значи, продолжуваме со храната богата со вода, зашто тоа е важно, затоа што кога нашиот желудник ќе се наполни со одредено количество, со одредена количина на вода или на тоа врши притисок врз зидот на желудникот и тогаш значи веќе не може да се прима храна. Така че, когато ние приемаме храна богата на вода, както е плодовете и зеленчуците или на фибри, част от съдържимото, което напълва стомаха, на практика не ни натоварва с калории. Така да ние кога примаме храна богата со вода, исто така и со овошје и со зеленчук, значи тоа не допринесува содржината во самиот желудник која што имаме, значи не предизвикува натоварување понатаму на нашиот организам со дополнително на масноти. Така, на следващия сайт ще видим най-подвеждащите храни. Има храни, които изглеждат малки, незначителни като количество, а ни натоварват с много калории. Това са чипсовите, корабийките, както се вижда, шунката, но за съжаление има и здравословни храни, с които ако не внимаваме, могат да ни подведат, защото те са висококалорични. Да, много са полезни, но трябва да ги консумираме в малки количества. Ядките, семената, като количество трябва да са умерени. И сега тук трябва да напоменеме дека има храна која што доста привлекува, која што храна, например, е во помали количини, изгледа дека е во помала количина и ја примаме во помала количина, но има многу калории и допринесува за го оптеретува нашиот организам со голема количина на калории, како што се чипсовите, сладките и така натаму. Меѓутоа, треба да внимаваме, да напоменеме дека и здрава храна, корисна храна, ако ја внесуваме во големи количини, има здрава храна која што доколку ја внесуваме во големи количини, исто така го зголемува внесувањето на калории во нашиот организам. Тоа се, например, јавките, семињата, кои што, ако ги внесуваме во големи количини, исто така го зголемуваат внесот на калории во нашиот организам. Така, вече сме в края. На следващия слайд да видим нещо интересно за нашите черва. Вече на крајот, сега да видим нещо интересно за нашите чрева. Тяхната стена представлява, има мускулни влакна. Така че, когато се храним с богата на фибри храна, нашите черва като мускули работят и те също, както мускулите на крайниците ни, изгарят калории. Значи, нашите чрева, дидот на нашите чрева се изградени од мускули, т.е. од мускулни влакна, и кога фибрите или влакната доаѓаат во контакт со нив, тие, значи, како и ги горат калориите. Значи, тие мускулни влакна всушност ги горат калориите кои што ги примаме со изхраната. Още един начин фибрите да помагат да поддържаме нормално тегло. Тоа е уште еден начин како да одржуваме нормална телесна тежина. И последния слайд. Установено е, че вкусовите ни луковици не преживяват дълго време.
Те са около 250 часа. Установено е дека нашите јазикови брадавички всушност не обстануваат долго време, тие живеат околу 250 часа. Тоест за около 10 дни те се подменят. Това значи дека за околу 10 дена тие се обновуваат. Това означава, че ние можем да придобием желание за нов вид храна според нашия избор. Тоа значи дека ние можеме да добиеме желба за храна по наш избор, нова желба за храна по наш избор. Когато преминем към нова храна, след 10 дни или 2 седмици, новите ни луковици вече ще са чувствителни към нея и тя ще ни доставя същото удоволствие. Значи, тоа значи дека откако ќе поминат тие 10 дена, кога ќе се обноват тие брадавички и ние таа храна што сме ја примале тој период, нашите брадавички, нашиот организам се навикнува на таа храна и таа ни представува задоволство, таа храна почнува да ни представува задоволство, значи таа што сме ја примале. Конкретно това е чудесен начин за ново начало. Тоа е значи много добар начин за нов почеток. Това е темата, която разгледахме. Дано не съм ви уморила, малко по-така дълго с превода се оказа. Ако имате въпроси, на ваше разположение. Значи тоа е темата за која што зборувавме. Се надевам дека не ви изморив со навистина Може. деталното испитување. Сега ако имате прашања, може да ги поставите. Тука во чатот, јас како што гледам, веќе мислам дека има, само нешто не можам да го отворам, не знам зошто. Еве. Да, можеш Јасминке да ги веднаш преведеш, а може да ги прочитаме први и на македонски. Да. Прво. Еве, ја ќе ги прочитам, а ти може да ги после преведеш. Имаме еден поздрав до сите гледачи, голем поздрав и среќен Божик на сите што го слават, нека и за многу години. Добро, тоа беше од Мими. Одеме сега на прашањето. Спомнавте дека појадокот е доста важен во исхраната. Но што ако потребите за така рано да се замине на работа, како да се тоа надокнади? И затоа некој од нас, например, вечерта е најбогата. Бидејќи преку дента работат, може нема доволно време, како тоа да се избалансира? Значи, споменахте, че објадването е најважно, значи, през деня, обаче когато имаме много активности още в началото на деня, когато пропускаме, когато нямаме време да вземем објада. Како беше на крајот прашањето? Како тоа да се избалансира? Значи, навечер ќе се струпа се и појадок и вечер. Да, когато нямаме време да објадваме и когато се изразнат времената на објада, на вечеријата и така нататък. Или, не знам, на всички оброци. Така. Най-важното хранење е закуската. Така тя може да се осъществи, макар и с цената на по-ранно ставане сутрин, когато човек е на работа. Обяда можем да успеем да направим нещо с по-калоричните полезни храни. Защото да, наистина времето е малко, но може с една малка шепа ядки и с някакъв зеленчук или някакви семена ние да изконсумираме нещо малко по обем, което ще ни отнеме малко време, но ще ни даде достатъчно калории и достатъчно полезни вещества. Значи вака, инако, за да може, например, да се прима рано на сабајле закуската, т.е. оброкот, најдобро е да се стане порано, станувањето порано, ако возможува на временото земање на оброкот, на првиот оброк, т.е. утринскиот оброк, меѓутоа, бидејќи се нема време, ако се нема време, тогаш може, например, појадокот да биде со мала количина на храна, која што, например, една шакара јатки може да ве
например, да ви го даде на што ви е потребно, значи во текот на периодот додека го земите другиот оброк, доколку немате време. Значи сепак тоа е здрава храна која што ќе го возможи доволно, нели, калории кои што ви се потребни. Добро, еве одиме на друго прашање. Во мојот случај ги имам сите симптоми и заболувања што ги набројавте. При тоа никогаш не сум имала ни килограм повеќе. Проблем имам со недостаток на калциум. Во коските и присутна остеопорозата и се здобив со скршеница на лев, скочен зглоб. Дали е доволно поголем од дозволеното? Исхраната ми е скоро истата што ја наведе доктор Веска. Вежбам јога, движам колку можам. Значи така, аз ги имам всички симптоми заболявања които ги споменахте, обаче нямам наднормено тегло. Имам проблем с костите, както разбрах, остеопороза и има друго како имаше брат Томе? Па има, значи, склочен зглоб повредено. Скршеници. Скршеница, да. Скршеница? А се храни, како што докторката вечера не објасни, со слична храна. Значи, има повеќе симптоми заболевања кои ги споменахте, храни се по същия начин којто споменахте во предавањето. Прашањето беше за што е проблемот, така? Да. Въпросът е какъв е проблемът в този случай? Защо се получава така? Значи, както говорихме в предната тема за остеопорозата, не винаги причината е в храната. Понякога се приема достатъчно калций, но не се освоява достатъчно. Понякога пък се освоява достатъчно, но не се насочва правилно към костите. В такива случаи е най-добре да се направят консултации с ендокринолог, защото причината може да е в щитовидната жлеза, в паращитовидните жлези, в лигавицата на стомаха, да се търси някаква причина от вътрешните органи, след като храненето е добро, след като се приема достатъчно калций с храната, вече да се търси някъде другаде причината. Най-често ендокринолозите откриват такива причини. Значи, одговорът на прашањето е, значи, недостатокот на калциум во организмот, причина за недостаток на калциум во организмот, тоест како една од причините, тоест како причина за остеопорозата, како што напомена од минатото предавање докторката Веска, може да биде не само поради недостиг на калциум преку исхраната. Значи, причина за недоволниот калциум не е само храната, може причина да биде некоја друга која што не дозволува усвојување на калциумот од организмот или негово спроведување во коските. Причина за тоа може да се најде во щитната жлезда, во паратироидната жлезда, значи, или па во слузницата на желудникот, затоа треба да се консултирате со ендокринолог, кој што, нели, за да се утврди која е причината за недостигот на калциум во организмот. Значи, не е само храната, значи може да има доволен внес, но друго да е проблем со калциумот. Еве сега од истата гледачка имаме дополнително прашање како и на кој начин да го внесам калциумот преку суплементи и терапија, вели не е доволно, а преку сирење и слично да не ми го поремети притисокот. Се зблагодарува гледачката. Въпросът е как да надокнади изгубения калциум чрез храненето, чрез кои суплементи, чрез сирене, на какъв начин, при това да няма проблем с кръвното налягане. Когато се приема с храната, няма тези странични ефекти, но освен достатъчно калций, трябва да се приема или достатъчно време на слънце, за да може той да се резорбира добре, или да се вземат добавки витамин D. И ако има все пак проблеми с костите, да се помисли евентуално дали не е недостатъчен витамин К2, който способства за насочването му към костите.
Значи, одговорот на прашањето е ако се прима калциумот преку храната на правилен начин, преку таа правилна исхрана која што зборувавме, значи во која што има калциум, тогаш не би требало да има проблем со другите, како што е на пример со крвниот притисок, но ако сепак исто така и доколку поминува време на сонце, значи треба да се поминува и време на сонце за да може да се апсорбира калциумот во организмот. Ако и при тоа да се земат, ако не поминува време на сонце, да се земат суплементи со витамин D, и ако и во тој случај повторно значи коските се слаби, тогаш значи треба да се испита да се види и количеството на витамин К2 во организмот. Така. Добро, имаме уште две прашања од гледач. Како да знаеме кога се случува таа промена на јазичните? Брадавички претпоставуваме. Аха, како да дознаеме кога се случува? Таа промена на јазичните. Не знам последното зборче на што мисли јазичните. Претпоставувам на брадавички, ако случајно гледачката, мислам, напише, претпоставувам дека тоа значи как да знаем че настанала е промјана на езичните луковици. Да. Ами, това се усеща най-вече с вкуса. Ако, примерно, ние минем към нова храна, която в началото не ни харесва, в момента, в който забележим, че тя вече добива друг вкус за нас и започва да ни е по-приятна, това е показател, че вече имаме обмяна на луковиците и те така реагират положително на новите вкусове. Тоа можеме да го забележиме кога настанала таа промена, можеме да го забележиме преку нашиот вкус. Значи, ако на храната која што на почетокот не ни била толку пријатна на вкус, кога ќе почне таа да ни станува пријатна и кога навистина ние сме задоволни со, тоест на нашиот вкус ни станува пријатна за нашиот вкус, тогаш веќе можеме да бидеме сигурни дека настанува постепено значи обнова на јазичните брадавички. Добро, еве. Трябва да имаме търпение, да не се отказваме от първите дни. Значи треба да имаме трпение, да не се откажуваме още на самиот почеток во првите денови. Така. Како да знаеме дали нашите црева правилно функционираат? Колку често треба да имаме празнење на цревата? Как да знаем, че нашите черва функционират правилно и колку пати беше? Колку често треба да имаме празнење на цревата? Колку често трябва да бъде празненето на червата? Значи би трябвало да бъде всеки ден, поне един път, но при хора, които употребяват така по-добри количества целулоза, то може да бъде и 2 пъти на ден. По правило, значи празнењето треба да биде еднаш дневно, а као некои што потребуваат повеќе храна која што е богата со влакна, може и по 2 пати дневно. Добро, дали сите правила за храната важат и за деца со прекомерна тежина? Дали е во ред да се започнува денот со исцеден лимун и вода секојдневно? Дали същите правила, които споменахте, важат и за децата и дали е добре да започваме деня с вода и с лимон? Лимон, да. Вода с лимон. Това е много добре. Лимона, въпреки че на вкус е кисел плод, той има много добър алкализиращ ефект за тялото. Дали важи и за децата с наднормено тегло? Да, и при тях важат тези правила, но трябва да се има предвид, че те подрастват, са подрастващ организъм и да се обръща по-специално внимание за белтъчините и калция, предвид това, че те растат на тази възраст. Значи, добро е да се прима вода со лимон, затоа што лимонот има многу добар алкализирачки ефект на нашиот организам. Да, овие правила важат и за децата со прекумерна тежина, но бидејќи тие се во раст и во развој треба да се внимава со протеините, значи затоа што сепак се во раста и со примањето на калциум. Добро, еве уште едно при крајот прашање. Дали е здраво да се консумира овошен јогурт приготвен дома со замрзнат овош? Дали е полезно да се консумира овоштен ајран? Да, овоштен ајран.
приготвен домашен, значи Так. домашен ајран, овошен ајран. Овошен, това Од плодове, ајран од плодове. Не знам как. фактически смути от плодове, пасирани плодове, в блендер. Това има. Не. Това е значи ајран с плодове. Ајран. А кисело мляко с плодове. Кисело мляко с плодове, да. Кисело мляко с плодове. Да. По принцип, плодовете, значи тази теория е различна при различните лекари. Има така разминавания между нас лекарите. Според някои, аз също поддържам това мнение, но не споря, че на всяка цена съм права. Е добре плодовете да се консумират самостоятелно, защото на тях им е необходимо много малко време. 30-40 минути само, за да бъдат смлени в стомаха. И смесването им с други храни забавя евакуирането им от стомаха, което не е благоприятно. Значи, вака, постојат две групи, постојат групи на доктори кои што имат различно мислење по ова прашање. Меѓутоа, јас сметам и го поддржувам тоа мислење дека сепак бидејќи овошјето или плодовите, значи, тие многу брзо треба да се примаат посебно од другата храна, затоа што тие многу брзо поминуваат преку желудникот, тоест се варат за едно 30 до 40 минути и не би требало да се мешаат со друга храна. Тоа е мислењето на докторката. Благодарам на докторката за низиното исцрпно излагање вечерва што го сподели со нас. Сите совети што таа ги сподели, верувам ќе ни бидат од полза. И ако имаме некој килограм повеќе во нашето тело, да не се разочаруваме. Постојат природни средства со кои можеме да дојдеме на што се вели нормала. Благодарам и на тебе, Јасминке, за преводот што можевме преку тебе да подобро ја разбереме поракава вечерва. Почитувани гледачи, драги пријатели, дојдовме скоро до крајот на ова календарска година, 2021 година. Имавме можност да се дружиме и на овој начин да бидеме во контакт преку здравствените предавања. И благодарам што и вечерва бевте со нас и ја следевте нашата програма. И посакувам секое добро во новата 2022 година. Посакувам многу здравје, бидете радосни и весели, а секако нека Бог биде со сите нас. Се надевам дека и во наредната година ќе се дружиме со нови здравствени предавања, кои ќе ни помогнат да имаме подобро здравје и да напредуваме во нашиот секојдневен живот. За сите нови предавања ќе бидете благовремено известени. На крајот ви посакувам добра ноќ, бидете одговорни и чувајте се. Пријатно. Много се радвам, че бяхме заедно. Много се радвам с нещо да мога да съм ви полезна. Пожелавам ви весели празници и щастлива нова година. До нови срещи. Навистина ви благодарам за тоа што можев да бидам корисна со сите овие совети. Имајте си убави празници и среќна нова година. И до нови среќавања. Благодариме. Пријатно. Пријатно.